Велам втор пат добар ден, овој пат од ова студио за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и најавив на крајот на дневникот. Мој гостин денеска е Марија Николовски, председателот на Асоциацијата на пензиски друштво. Господин Николовски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да разговараме за оваа секогаш интересна тема за граѓаните. Добар ден, благодарам за поканата. Така. Прво да појасниме, бидејќи во игра се три столба. Првиот, вториот и третиот. Нека биде една увертира во разговорот. Кажете ни што се трите столба и која е разликата помеѓу нив. Ќе се обидам да ги објаснам од аспект на граѓаните, бидејќи како корисници на системот на пензиско инвалидско осигурување, нив најмногу ги интересира што се случува со средствата од придонесите и кои се нивните права по пензионирањето. Па потоа ќе расшириме малку темата. Па така, првиот столб можеме едноставно да го наречеме заедничка сметка, која што се финансира од придонесите на сите тековни вработени, додека вториот и третиот столб се лични сметки, каде што вториот столб се финансира повторно од дел од средствата на вработениот, а третиот се финансира на доброволна основа со сопствени уплати. Што е разликата? Првиот и вториот? Да, тој представува систем на тековно финансирање. Како што кажавме, придонесите кои што се уплаќаат од вработените, дел од придонесот за пензиско инвалидско осигурување, тековно се користат за исплата на пензиите на тековните пенсионери. За разлика од него, вториот столб, каде што оди дел од придонесот повторно заложителен за пензиско инвалидско осигурување, тој се акумулира на лична сметка. Добро. Пензиските друштва ги управуваат тие средства со цел нивно оплодување на долгорочен период и по пензионирањето да има комбинирана исплата од првиот и од вториот столб. Третиот столб, како што кажав, е на доброволна основа и тука има две опции. Едната е работодавачот да организира професионална шема и да уплаќа дополнителни придонеси за своите вработени, или секој индивидуалец за себе или за свој близок да финансира така наречена доброволна индивидуална пензиска сметка на која што ќе се акумулираат средства и таа исплата би се користела за подобар животен стандард по пензионирањето. Добро. Првиот и вториот ги опфатиме малку подоле, се разбира, тоа е нешто што најмногу ги интересира граѓаните околу одржливоста. Каква е разликата помеѓу овој трет пензиски фонд и инвестицијските фондови? Можеме да направиме паралела? Да. Пензискиот фонд по структура доброволниот е отворен инвестицијски фонд, но тој има социјална компонента, можам да кажам дека е наменски инвестицијски фонд. Значи тука средствата се акумулираат со цел да се користат за исплата на пензиски надоместок, малку е построга, поконзервативна регулативата и супервизијата ја врши Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Компаративно, да кажам, со отворените инвестицијски фондови, има строга законска рамка каде може да се инвестираат средствата на осигурениците, за разлика од отворените фондови, каде што рамката за инвестиции зависи од самото друштво во проспектот, како што е има опишано. Ако го компарираме со некој друг финансиски продукт, например, како животното осигурување, би рекол дека животното осигурување е финансиски инструмент кој што треба да ви се најде во, не дај Боже, варијанта, значи при загуба на живот или работоспособност на осигуреникот, осигурителната компанија презема обврска да исплати висина на осигурената сума која што е договорена со самиот договор за осигурување. Кај пензиските фондови, односно кај доброволното пензиско вложување, пред се би го нарекол, не толку осигурување, е дај Боже варијанта, бидејќи очекуваниот износ оплоден за приносот, нели, пензиската заштеда се формира од уплатите од придонесите и од приносот кој што е остварен од инвестирањето на средствата. Значи може да кажеме дека во оваа варијанта очекуваме поголем износ по завршувањето на периодот на акумулација. А како се штеди, како се полни сметката? Индивидуално, значи секој може од сопствена платежна сметка, може значи директно со платен налог, или може, моја препорака е да се активира траен налог во банката во која што имате редовни примања, го одредувате износот и банката автоматски секој месец го задржува тој износ од платежната сметка и ви го префрла на пензиска сметка. Во случај ако нема средства секој месец? Доколку нема никакви последици, значи тоа не е облигационен однос, вие можете да ги стопирате уплатите, можете да ги прескокнете уплатите, а и покрај редовните уплати можете индивидуално да вршите доплата доколку имате повеќе. Може да се менува износот кој што се
уплаќа дали е месечно или Самиот термин кажува доброволно пензиско осигурување, така што тука се многу по-либерални условите. чисто ми беше да се разјасни за сите гледачи да имате на појасна слика за што разговараме. Како што реков, оно што најмногу ги интересира граѓаните е одржливоста на пензискиот систем. До кога може да издржи со вакво темпо пензискиот систем, кажете ми? Како прво би го објаснил системот како функционира, па за да Ајде, знаеме за што ајде. зборуваме. Значи, првиот столб или системот на меѓугенерацијска солидарност, како што е поставен, се финансира од тековни придонеси. Така. И за да биде стабилен и одржлив на долг рок, треба да има најмалку тројца вработени кои што плаќаат придонеси за еден пензионер. Во нашиот случај, моментално сме некаде на некој сооднос 1,8 вработени на еден пензионер, што значи системот... 1,8. Да, што значи дека системот, ако останеше таков, долгорочно немаше да биде одржлив заради демографските фактори. Намален број на население, помалку вработени, транзицијата нели се зема дел од својот данок. Затоа во 2005 е направена реформата во пензискиот систем, каде што свесно дел од придонесот се префрла во вториот столб, што значи се ствара еден транзицијски недостаток за првиот столб. Меѓутоа, по завршувањето на фазата на акумулација на средства во вториот столб, односно кога ќе доспеат осигурениците членови на втор столб за исплата, тогаш ќе имаме систем на комбинирана исплата, дел од првиот столб, дел од вториот столб, што значи дека врската на ПИОМ ќе се намали за сметка на вториот столб. И на тој начин се цели на долгорочен период да се постигне стабилност на системот. Значи, кај првиот столб имаме демографски ризици, кои што се, да кажем, облажуваат со вториот столб, а обратно, кај вториот столб имаме финансиски ризици од движењето на пазарите на финансиски инструменти, кои што се облажуваат преку тековното финансирање на првиот столб. Така што системот е поставен да биде распределба на ризиците помеѓу двата столба. Се со цел да има одржливост од првиот столб, оној кој што е главниот, што би се рекло за пензионерите. Всушност, гледайте, првиот и вториот столб заедно чинат систем на задолжително пензиско осигурување. Значи, ние се уште сме навикнати само на ПИОМ, но за десетина години од сега сите ќе ги гледаме и првиот и вториот столб, јасно ми е. ќе ги гледаме како редовна пензија. А во однос на дупката минусот што ја има ПИОМ, како таа би се надокнадила, како таа би се пополнила? Ви кажувам, во моментов има недостаток и тоа е плански направен. Во момент кога ќе дојде на ред да се исплаќаат средствата од вториот столб, еве во моментов ПИОМ во него се слева 2/3 од прилика од придонесот за пензиско инвалидско осигурување или 12,8% од бруто платата. Во вториот столб оди помалку од 1/3 или 6% од бруто платата. Што значи дека ПИОМ условно кажано се откажува од 1/3 за да се финансира вториот за столб. иднината. Сега кога ќе дојде на ред исплатата на пензиите, соодносот помеѓу исплатите од ПИОМ и вториот столб ќе биде некаде 50-50. Што значи се откажувате од третина за да добиете половина. На долгорочен период, таквиот начин на финансирање треба да ја пополни дупката во ПИОМ и да го направи солвентен на долг период. Како да се зголеми бројот на луѓе кои што уплаќаат? Рековте 1,8, како да стигнеме до 2,5 работници за еден пред се пензионер? демографски фактори. Секако можеме ние и економскиот амбиент да го смениме, дај Боже, нели, да има пораст на платите, на продуктивноста и така натаму, па придонесот кој што се уплаќа за пензиско и инвалидско осигурување да биде на повисока основица. Една од темите кои што навистина ги засегаат македонските работници, тоа е старосната граница за минување во пензија. Пред 10 дена директорот на ПИОМ потенцираше дека не се размислува за зголемување на границата, тоа е и став на актуелната влада. Вие како независно тело, сакам да го слушнам вашето размислување. Дали со оваа старосна граница имаме одржливост, кажавте како се прави со вториот фонд, меѓутоа колку е реално ова на долг рок? Се согласувам дека во моментов можеби подигнувањето на старосната граница не е вистинската мерка за консолидација на пензискиот фонд.
Пред се би објаснил што би значило ако ја подигнеме старосната граница. Тоа значи дека осигурениците тековни ќе одат подоцна во пензија, односно приливот на пензионери како врска за ПИОМ би се намалил. Тоа е една од опциите, да кажем, за намалување на врските на ПИОМ. Другата опција, што е на другиот крај, да кажем, на приказната, е зголемување на придонесот за пензиско инвалидско осигурување, односно на стапката за придонес, ама во тој случај условно би се оштетиле вработените, односно би останувал помал дел од нето платата, бидејќи поголем дел ќе оди за придонеси. Јас не би пристапил кон зголемување на старосната граница, барем не до моментот додека не стигнеме до фазата на исплата на пензии од вториот столб, па тогаш да направиме една проекција што би значило тоа на еден среднорочен и долгорочен период за фондот на ПИОМ. Секако, тука говориме нели за задолжително подигнување на старосната граница која што би ги опфатила сите осигуреници. Алтернативно на тоа може да се размислува за доброволно продолжување на работниот век, односно да се остави опција за граѓани кои што се чувствуваат работоспособни и во 60-тите години да продолжат да работат на доброволно. Да, кои што не се со некоја физичка и тешка работа. Не можеме да генерализираме, да имаме физичка и тешка работа, можеби имаме некоја стручна работа. Човекот, да биде личен избор. Кажете ми, техничките работи ме интересираат повеќе. Колку граѓаните се запознаени со работите, со правилата, со законите? Ние сме во фаза, број 1, би ја нарекол фаза на акумулација на средства. И се уште самите осигуреници кои што се членови во вториот столб пред се, не го имаат почувствувано бенефитот од самиот финансиски инструмент. Природно ќе дојде во моментот кога ќе почнат да се исплаќаат пензиите од втор столб, па вие ќе имате редовен прилив секој месец на сметката и повеќе да се интересирате, да се едуцирате. Работиме ние на дигитализација, како може да се комуницира со пензиските друштва, како може да се поднесуваат барања за користење на средствата, односно за реализација на правата од пензиско инвалидско осигурување, ама сепак велам искуството е она кое што ќе подигне нивото на запознаеност со системот малку повеќе од моментот на исплатата на пензиите, кога вие ќе можете да го почувствувате за себе, да го пренесете на следната генерација, на деца, внуци, здравје Божје и така натаму. Бидејќи е под на доброволна основа, кога може да се раскине договорот во третиот столб? Вие немате опција за раскин на договорот, бидејќи немате облигационна врска да уплаќате. Значи, вие кога склучувате договор, како да отворите штедна книжка, фактички отворате пензиска сметка на која што сакате да уплаќате средства. Средствата од доброволната индивидуална пензиска сметка од третиот столб би нагласил дека може да се користат и 10 години пред старосната граница за остварување на старосна пензија. Може се подигнат. Значи 52 години за жена, 54 за маж според актуелната регулатива. И тие може да се подигнат и во целост на рати или да се користат наменски како дополнување на месечната пензија. Кога би дошло најлошото во случај на смрт, што се случува тогаш? Апсолутно наследни. Се наследува? Да. Дали се дел од оставинската маса и во постапка се наследуваат. Една од дилемите во однос на оваа тема е што се случува со извршителите, дали тие може да извршуваат, да имаат извршни решенија од овие сметки? Средствата од пензиските сметки не може да се не подлежат на извршување, бидејќи тие се личен имот и се наменски средства. Кога е најдобро да се почне да се штеди во третиот столб? Тоа е прашање што сите, да кажем, економисти или финансиски советници кои што се упатени малце повеќе оваа темата, би ви рекле, да, најдобро би било ако сте можеле да започнете пред 20 години. Вториот најдобар момент е веднаш. Секако, бидејќи кај типот на вложување како што се пензиските фондови, акумулацијата или пензиската заштеда пред се зависи од два фактора. Од висината на уплатите, секако, и тука вие можете лично да влијаете, и второто е од стапката на оплодување на средствата, односно од стапката на принос. Но бидејќи зборуваме за кумулативен принос, односно принос на принос или добивка на добивка,
колку е подолгорочен периодот на вложувањето, толку тој има поголем ефект. Поедноставно кажано, дека би имале поголема акумулација доколку вложувате, да речем, 10 години, па ги оставите средствата и веќе не вложувате, а само стојат уште дополнителни 10, отколку ако ништо не правите, па после 10 години пробувате со поголеми уплати да стигнете до истата цел. Која е причината во Македонија што се уште се чуваат пари под перница? Од што се плашат македонските граѓани? Сигурно имате комуникација со штедачи, со клиенти кои што доаѓаат да ви се обратат. Каде е стравот? Видите, од моје искуство во Македонија имате две крајности. Апсолутна конзервативност во однос на современите финансиски инструменти, како што ги спомнавме, инвестициски фондови, пензиски фондови, животно осигурување, и од друга страна екстремен афинитет кон високоризични, да кажем, инструменти. Сме имале примери и со штедилници, пирамидални, сме имале примери и со други типови на, ајде така да кажам, нерегулирани институции. Меѓутоа, ова се знае на што сме, така? Да, од тука едноставно би кажал дека со тек на време самото искуство кое што ќе се пренесува од еден на друг човек ќе си створи своја подлука во иднина да стане нормална работа уште од првиот момент кога вие ќе се вработите, односно ќе стапите во задолжително социјално осигурување, да си поидете во човечки ресурси, да си прашате фирмава организира ли професионална пензиска шема, имам ли дополнително приватно здравствено осигурување, можеби, што можам сам да се вклучам со мои лични уплати, така. Да им објасниме на граѓаните која регулира оваа дејност, кој стои позади ова, која е довербата што треба да ја имаат? Системот на капитално финансирано пензиско осигурување, кој што ги опфаќа вториот и третиот столб, е под супервизија на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување или популарно позната како МАПАС. И нивната задача е да се грижат за правата на членовите кои што се во вториот и третиот столб и за законското работење на самите друштва. Одделно и ние како пензиски друштва имаме така наречена фидуцијарна должност, односно должност на некој на кој што му се доверени средства под управување, да постапуваме пред се во интерес на членовите на фондовите. Колку компании се дел од оваа дејност? Во моментов има 3 пензиски друштва кои што управуваат со фондови и од вториот и од третиот столб и едно друштво кое што управува само со фонд од третиот столб. Има простор за проширување? Според досегашните искуства со оглед на пазарот и бројот на осигуреници и на членови, мислам дека во моментов сме на некоја оптимална бројка на друштва. Значи имаме 3 друштва, имаме развиена конкуренција и така натаму. Околу финансиската писменост сакам да ве прашам на граѓаните. Што најмногу ги интересира и каде ги давате советите? Се повеќе се интересираат граѓаните од два аспекти. Едно е како да управуваат со сопствените средства од аспект да не плаќаат повисоки давачки за кредит или за други уврски. И од друга страна како доколку веќе генерирале некакви заштеди, може тие да ги пласираат, така да кажем, а на нив да имаат некој сигурен и долгорочен принос. Така што кога дискутираме од малку поширок аспект, пред се од, ајде да кажем, буџетирање или водење на личниот буџет пред се и наменска распределба на приливите кои што ги имате по основ на плата или било кој друг приход. Бидејќи компаниите се формирани здружени во асоциација, која е целта, која е улогата на таа асоциација? Годинава ние одбележуваме 20 години од стартот на реформираниот пензиски систем. Добро. Спомнав и предходно, значи во 2005 беа воведени, беше донесен законот со кој што се регулира работата на вториот и на третиот пензиски столб. Во ноември месец имавме и меѓународна конференција по повод 20 години јубилеот од реформираниот пензиски систем. И природно беше во рамките на заедничкото работење да формираме и асоциација на пензиски друштва, значи тоа е стручно здружение
која што ни овозможува полесна комуникација и со јавноста, и со носителите на политиките во нашата држава, а секако и полесно остварување на меѓународна соработка. Можеме да кажеме цели за иднина, активности, што ќе се случува на ова поле? Секако, пред се зголемување на информираноста, вклучување во процесите на измени и дополнување на регулативата која што е во насока на понатамошен развој на капитално финансираното пензиско осигурување и секако заеднички настап пред сите институции. Од ова интервју мислам дека граѓаните, пензионерите претежно ќе запамтат дека пензискиот систем е стабилен, ќе има редовна исплата на пензии и оние кои што планираат или имаат намера да почнат со еден вид на инвестирање во осигурувањето да бидат дел од третиот столб. Секако, пензискиот систем би нагласил пред се е строго регулиран. Со него е опфатен најголем дел од популацијата, значи сите луѓе кои што се во работен однос и сите луѓе кои што го завршиле својот работен век и сега се корисници на пензија. Така што, без разлика, да кажем, на сите повремени предизвици со кои што се соочуваме, долгорочно се планира политиката на пензискиот систем и можат граѓаните да бидат сигурни. Со оваа информација да го завршиме разговорот, да граѓаните да бидат сигурни. Господин Николовски, благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани се, надам дека и денеска го задржа вашето внимание. Останете со телевизија 24, од мене пријатно.